Добра вечер во Дневникот на КТВ, понеделник 23 февруари 2026 година. Денеска во Кавадарци се одржа работилница за валоризирање на стратегијата за екотуризам на општина Кавадарци. Потоа градоначалникот Митко Јанчев и постојаниот представник на UNDP во Македонија Армен Григоријан извршија увид во градежните активности на Кавадаречки дол. Денес на наше огромно задоволство со нас е присутен господинот Армен Григоријан, човек кој покрај тоа што е постојан представник на UNDP во Македонија, тука е веќе докажан пријател на општина Кавадарци на Кавадарчани. Во Кавадарци се спроведуваат низа проекти во соработка со UNDP и тоа. Од еден проект за подобрување на квалитетот на воздухот, едногодишно мерење на PM концентрацијата од 2,5 честичките, често надминуваат националната и ЕУ границата во општина Кавадарци, а главните извори на загадување се согорувањето на биомаса, отворени огништа и согорувањето отпад, сообраќајот и прашината од патишта и од обработливата почва. Во рамките на проектот со UNDP се изработија локални планови за квалитет на воздухот, се одржаа два форума со заедницата, каде што граѓаните дискутираа за можните мерки и како приоритет беше избран доградбата на зелен коридорна зона над Кавадаречки дол, која ќе подобри урбаната функционалност, ќе го намали ерозивното влијание и ќе се зајакни урбаното и климатското приспособување на градот. Втор проект е проектот за поддршка на граѓанските организации преку програмата ReLOT, каде се изнајдовме начин преку лот методологијата да придонесеме кон транспарентна распределба на средствата и зајакнување на капацитетите на невладините организации во општина Кавадарци. Трет проект е проект за јакнење на општински капацитети за имплементација на проекти. Изработивме техничка документација за водовод и канализација заедно со UNDP за локалитетот Моктиште и сме во особено горди што проектот документација е во завршна фаза, односно проектот се реализира, а исто така во наредниот период преку истиот проект очекуваме изработка на техничка документација за велосипедска патека до Тиквешко езеро долга околу 15 километри. Проект 4, проект за сајбер безбедноста на јавните комунални предпријатија, каде што обезбедивме дигитален сервис, висок степен на безбедност и пред се заштита на водата за пиење и многу други. Проект број 5, поддршка на општинските совети, каде што обезбедуваме база на податоци, заедничка работа со граѓаните и партнерите ќе бидат клуч за успех, а UNDP ќе ни помогне да ја претвориме ова визија во конкретни резултати. За крај би сакал од срце и од името на Кавадарчани, како жители на општина Кавадарци, да се заблагодарам на господин Григоријан, на UNDP како организација, на неговиот тим и на целокупното на кое што е од големи размери, од големо значење за општина Кавадарци во делот на нивната несебична помош директна со имплементацијата и на проекти, и на техничка документација, и на финансовата структура, за да Кавадарци го добие правиот пат и да бидеме на некој начин лидери во она што треба да ги постигнеме европските критерии. I'm very happy to be here today in Kavadarci. Многу сум среќен што еве денес сме во Кавадарци. UNDP многу ја цени соработката и партнерството со општина Кавадарци и со градоначалникот на општина Кавадарци. Ние имаме одлична соработка со градот последниве 3 години. Градоначалникот напомна неколку проекти кои што UNDP ги работи заедно со општината Кавадарци. Во последните години, значи последниве 3 години, вредноста на тие проекти изнесува на пола милион американски долари, што представува одличен старт и одлична можност да изградиме основа за развој на овој град, пред се за неговите жители, секако за посетителите кои што ќе дојдат да го посетат и за инвеститорите. И сакаме преку денешниот настан на кој се собравме да ја промовираме стратегијата за развој на Кавадарци како
одржлива екотуристичка дестинација, која што е многу значајна затоа што предвидува начини на кои што ќе може да се развие локалната бизнис заедница, понатаму туризмот, инвестициите или со еден збор Кавадарци да стане едно подобро место за живот на своите граѓани. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот за партнерството, за одличната соработка која што ја имаме сите овие години и исто така, значи, се надеваме дека ќе продолжиме така и во иднина. Thank you very much. Ви благодарам. Новиот центар на Кавадарци станува модерно место за живење. Таму интензивно се градат нови објекти, откако претходно беа срушени старите, кои никогаш не беа ставени во функција. Градоначалникот Митко Јанчев во изјава за КТВ говори дека овој дел од градот ќе стане модерен трговски центар. После долго време залагање лично моје на општина Кавадарци, на сите раководители, чинители заедно со владата, се дојде до клучното решение да овие објекти конечно се решат. Ги нарекуваме споменици со негатива за тоа што беа небезбедни објекти и диво населени објекти и злоупотребувани објекти. Ако го викам небезбедни, за тоа што беа оставени на зап на времето и токму главниот влез на Кавадарци као град беше препознатлив по тоа што имавме рурирани бетонски објекти. Ја не би жалел по нив апсолутно, за тоа што за бетон не се жале, апсолутно се жале за нешто друго, али во делот нова кој што сега тука се работи, мислам дека пред се сликата ќе ја видиме за 2 до 3 години почиста, а за 5 години ќе имаме екстремно чиста слика со еден не само експанзија, него едно туристичко катче и едно катче за трговски, уметнички, културен регион, не само за Кавадарци, него и за сите градови во околината и во цела држава. Тука во моментот се гради молот, се градат стамбени објекти. Знаете, од црквата Српетка као титор уште од 2009 година од една рурална средина се направи еден прекрасен објект. Се доградува уште еден објект посветен на Свети Никола на самата црква. Бензинска пумпа Shell, кој што е бренд СЕПА, кој што стигна во општина Кавадарци, Lidl, Рамстор ќе се вклопи, Кам Маркет веќе размислува за објект. Така да имаме една целина многу добра, значи покрај овој мол што се градат уште 2 деловни објекти и тие ќе бидат трговски комплетно објекти, нема да бидат за колективно или па за индивидуално домување, значи деловни објекти, стариот суд што беше биде комплетно деловен објект, на некогашната котлара самото место ќе биде деловен објект. Сега младински и пионерски кои ќе се рушат во моментот, знаете дека со одлука на Совет со комплетна документација 20% општината има собственост, кои што треба да се изградат во рок од 3 години и во едниот објект ќе добиеме културно-уметнички центар за нашите најмлади, кај што ќе може да ги поминуваат нивните моменти или време и за ноќни забави, и за денски забави, и тие деца да не бидат на безбедно и да творат во делот на уметноста, поезијата, на ликовноста и на ноќниот живот. Тука е го биопазарот кој што го спомнавме малку, така да имаме комплетна слика и што некој пример како опозиција не критикуваше, викаше бетонизирање на Кавадарци, ја би рекол бетонизирање на иднината на општина Кавадарци и дооформување на она што било замислено од 75 година во тоа време, денеска во 2025 година или 2030 кога ќе стигнеме, ова ќе изгледа баш така, така да визијата и сликата за ова имаме со објективни гледања на сите објекти и со објективноста за ширење и градење на општина Кавадарци. Секој еден кој што може да го привлечеме, да стигне ради бренд, ради мол, ради биопазар или младински културен центар или било што, мислам дека е за нас голем успех и кога една општина или град ќе биде посетуван и посакуван од околните градови или туристи, мислам дека е правиот момент за да станеме град кој што ќе биде на мапата на посетеноста. Не споменав и не кажав дека тука во другите објекти ЈП Комунале ќе добие простори од 800 метри квадратни, каде што таа администрација од 35-6 луѓе ќе бидат тука достапни за граѓаните за полесно си завршуваат своите обврски и еднаш за сегаш овој нов центар ќе биде довршен. Исто така од тука ќе почне гасификацијата, која што во месец март ќе не биде тендерирана
и ќе почнеме со газифицирање на градот и на индустријата во цела општина Кавадарци, така да очекувам лично доколку немаме административни или други проблематики, октомври, ноември да веќе приклучокот на првиот приклучок на газ биде активен. Од денеска отпочнува Великденскиот пост кој е најдолг и најзначаен. Овој пост кој уште се нарекува Света Четириесетница се пости строго, без масло од понеделник до петок. Почитувани верници, денес на 23 февруари понеделник отпочнуваме со Великденскиот пост кој е најдолг и најзначаен. Основата на овој пост кој уште и се нарекува Света Четириесетница е постот на Исус Христос кој постеше во пустината 40 дена и 40 ноќи, а неделата пред Воскресението е посветена на неговото страдање од влегувањето во Ерусалим до неговото воскресение. Затоа се нарекува и страстна, односно страдална недела. Овој пост се пости строго, без масло од понеделник до петок. Во саботите и неделите може масло и вино, кога задолжително се јаде масло, освен единствената сабота, кога се посте строго, а тоа е саботата пред Воскресението. Масло се допушта уште на Велики четврток и во деновите кога ќе падне голем празник. За цветници е дозволено риба. Благовештение ова година се паѓа во вторникот од страдалната недела и е дозволено на масло без риба. Ова е општото црковно правило за големиот Великденски пост. Според православната пракса, секој православен христијанин треба да има свој духовен отец, свештеник, кај кого ќе се исповедува и со кого ќе се советува за правилно одење во духовниот живот. Сите луѓе не се исти, според тоа и не секој може да пости на ист начин. Некој е стар, некој е болен, некои жени се бремени, некои може да се физички слаби, а некои се почетници во духовниот живот и не се духовно силни. Според тоа, секој треба да се советува со својот духовен отец свештеник за постот и тој треба да определи пост за секој посебно. Постот е време на само испрашување, само одрекување, припрема за покаяние и причестување. Постот не е само воздржување од храна, туку и воздржување од секое зло и грев. Се состои од засилени молитви и дела на милосрдие, измирување и други дела на љубов кон Бога и ближниот. Постот е време на радост, можност за нов почеток, очистување на душата и телото во припрема и очекување на славното воскресение на нашиот Господ Исус Христос. По 14 месеци бегство, Артан Груби е уапсен на Блаце при влез од Косово. Екс-вице-премиерот кој е осомничен за проневера тешка 8 милиони евра во државна лотарија, утринава заврши во притвор во Шутка. Со насмевка на лицето, додека полицајците му ги ставаа лисиците на рацете, покриени со црн шал, поранешниот вице-премиер Артан Груби утринава во 6 часот и 10 минути е уапсен на македонско-косовскиот граничен премин Блаце, информира од МВР. Следуваат и политички реакции. Време е за одговорност, Груби ќе се соочи со правдата за сторениот милионски криминал, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од водеачката ВМРО ДПМН. Правдата го добива своето место. По година и пол бегство, денеска на граничниот премин Блаце, уапсен е Артан Груби, поранешен прв вице-премиер и министер во владата на СДС и ДУИ. Артан Груби, кој важи за олицетворение на криминалот и корупцијата предводена од СДС и ДУИ, конечно ќе се соочи со правдата. За подсетување на јавноста, криминалот на бегалецот од правдата, Груби, достигна вредност од минимум 500 милиони денари или над 8 милиони евра, а има индиции дека оваа сума може да надмине десетици милиони евра. Пари украдени од граѓаните. Дополнителен криминал на Груби, заедно со неговиот другар Бајрами, тогашен директор на државната лотарија, освен што местеле милионски тендери, е исплаќање на аванси на деловни соработници. За целиот овој милионски криминал на Груби знаеше и СДС, но само за да не му пропадне коалицијата и да му потрае власта, молчеше и го одобруваше, со што стана соучесник. Груби крадеше, СДС молчеше и одобруваше.
Сега е време на одговорност. Борбата против криминалот и корупцијата е приоритет за ВМРО ДПМН. Таа ќе продолжи и секој кој се огрешил пред законот, порано или подоцна ќе се соочи со правдата. По денешниот театар на македонската граница веќе на сите им е јасно дека бегството на Артан Груби беше политички договор. Како што се договорија да го пуштат, така се договорија да се врати. Дуј го спасува Мицковски, посочи портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска на денешната пресконференција. Секој кој го прекршил законот мора да одговара. Дуј го спасува Мицковски, му фрлија гума за спасување. После денешниот театар на македонската граница, веќе на сите им е јасно дека бегството на Артан Груби беше политички договор. СДСМ ова го најави уште во декември 2024 година. Сега само се потврди пред очите на македонската јавност. Како што се договорија да го пуштат, така сега се договорија да се врати. На овој начин, ВМРО со поддршка од ДУИ сака да го покрие најголемиот наркоскандал со 5 тони дрога, кој води до врвот на владата на Мицковски. Но и бројни скандали со криминални тендери за кои повеќе од 80 дена нема никакви одговори. 161 тендер за семејна фирма на директорот на Созара, 51 тендер за Пирамид Билдинг, 74 тендери за Ленди Груп, 9 милиони евра за фирма со двајца вработени, 1,2 милиони евра тендер преку пошта за фирма блиска до Знам. Сите тендери, почитувани, водат до најтесниот круг околу Мицковски, а повеќе од 80 дена нема реакција од обвинителството. Повеќе од 20 дена нема одговори за 5 тони дрога, нема одговори за сликите со Симе, за Адамович. Граѓаните нема да добијат одговори на прашањата, но ќе добијат театар како денеска. Нема борба против криминалот и корупцијата. Станува збор само за договорена кампања поради падот на рейтингот на Мицковски. Сакаше да се представува како чесен, но по бројните скандали, скапите часовници и луксузирањата на грбот на народот со авион, веќе е прочитан од граѓаните. Копи-пейст по рецепт на Вучич, кој секогаш кога е под пат, најавува некое апсење. Немаат одговор на скандалите, веднаш прават дефокус. Нема одговор за 5 тони дрога, веднаш 100 тони запленета марихуана од Струмица. Лесни македонски перници на овој начин 5 тони дрога била пренесена преку границата. Значи замешани се и од царината, и од полицијата, и од други институции под контрола на владеачката структура и на Мицковски. Се отвори прашањето кој од актуелните функционери во владата на Мицковски ќе одговара. Затоа, почитувани, им е потребен Артан Груби. Целта е повторно да се поврзе СДСМ со ДУИ. Како што се поврзуваше кампањата со марихуаната од Струмица, како што имавме можност да видиме и со оваа најава на Жан, со купишта надписи пред неколку недели за наводна поврзаност меѓу СДСМ и ДУИ. А вистината, почитувани, е дека ВМРО ОКГ се во договор со ДУИ. Власта го презема судството и обвинителството под своја контрола, се рушат предметите на СЈО, сега е вистинско време Груби да се предаде. Кој се смее кога го апсат? Како нема ниту една камера од 65.000 за 5 тони дрога, а има камери за Груби? Ова нема да помине. Секој кој го прекршил законот ќе одговара. Продолжуваме со информации од спортот. Прволигашите одиграа коло без турбуленции, но не изостанаа контраверзиите. Првото коло во новата календарска година за второлигашите донесе расположени напаѓачи и дури 26 гола. Во првата македонска фудбалска лига, овој викенд на програмата беа средбите од редовното 19-то коло. Во Струмица, Брера во вистинска голеада загуби со 3:4 од екипата на Работнички. Вардар во еден контраверзен надпревар го совлада незгодниот тим на Башкими со 1:0. Во Битола, Пелистер ги подели бодовите со Струга играјчи 1:1. Во дербито на колото во Кратово, Силекс беше надигран од Шкенди и загуби со 1:2, а Арсими лесно го доби веќе прежалениот Шкупи со резултат 0:3.
колото заврши денеска со дербито на дното, каде Македонија Ѓорче Петров го нагости Тиквеш. Викендов продолжи надпреварите во втората македонска фудбалска лига со средбито од 16-тото коло, во кое стрелците беа баш расположени. Есенскиот шампион Охрид вториот дел од сезоната го започна во Струмица, каде славеше со 0-1 на гостувањето кај засилената Беласица. Во Радовиш, Детонит Плачковица го растори Фенерџијата Големо Конјари со 6-0. Слога во Виница загуби со 0-4 од Скопје, кој претендира за самиот врв. Шкендија Рачинова како апсолутен фаворит лесно го доби со 4-1 дуелот со Преспо Дресен. Во пресметката на истокот Осогово во Кочани минимално со 1-0 ја совлада Саса од Македонска Каменица, а Прилепска победа само потврди дека има големи проблеми и убедливо загуби од Новаци со 0-5. Најинтересно беше во Гевгелија, каде Кожув со 2-0 ја совлада Штипска Брегалница. И во последниот надпревар, Тетекс во Тетово, рутински со 2-0 го доби дуелот со Вардар од Неготино. Се одигра последното коло од регуларниот дел на сезоната. Кај ракометарите Тиквеш загуби на гостувањето кај Бутел со 33-25, со што Бутел си обезбеди место во плейофот. Во машката ракометна Суперлига викендов се одиграат средбите од редовното 22 коло, последно од регуларниот дел од сезоната. Ако не дојде до некои промени, според предвиденото, екипите ќе го одиграат елиминациониот куп надпревар, пошто ќе следуваат надпреварите од плейоф и плейаут сегментите. Последното 22 коло помина според сите очекувања и победи на фаворитите. Прилеп убедливо го доби дуелот со Радови со резултат 38-16. Во Куманово истоимената екипа не можеше да му парира на актуелниот шампион Еврофарм Пелистер и загуби со 19-43. Еврофарм Пелистер 2, според очекувањата, лесно го доби дуелот со Струга со 39-23. Во дербито на колото, Алкалид му пружи силен отпор на Вардар, но сепак загуби со 25-23. Бутел на домашен терен против Тиквеш самиот си ја решаваше собствената судбина за место во плейофот и на крај победи со 33-25. Во последниот надпревар од ова коло, Пролет, во вторник, 24 февруари, ке го пречека фаворитот Охрид. Тиквеш Голден Игла буквално му подари победа на маđари од 81-91, кај девојките се одигра завршницата од купот, а Баскет Камија освои четвртата титула. Во машката кошаркарска Суперлига, 16-тото коло донесе неколку изненадувања. Во Битола Пелистер ја оправда фаворитската улога против Енерџијата Ангели и славеше со 100-78. Во репризата од финалето на купот кој заврши минатата недела, Куманово повторно загуби од МЗ-та со 56-72 во дербито на ова коло. Гостивар одигра неизвестен надпревар против Работнички во кој славеше со 68-66. Во скопската пресметка ТФТ потешко од очекувањата го совлада незгодниот тим на Феникс со 84-80, а мини дербито во Гевгелија го одигра Кожув и Чаир. Домакинот беше изненаден и совладан, па чаирчани на крај славеа и со убедливи 81-99. Мошно интересно беше во Кавадарци, каде Тиквеш Голден Игл ги пречека новајлиите од екипата на маđари. Кавадарчани лошо отворија, па гостите го добија првиот период со 13-26. Тиквеш се врати во вториот дел, па на полувреме се замена со минимални 38-40 за гостите. Во третиот период Тиквеш го превзеде водството, но потоа несватливо му дозволија на противникот да се врати и да го превземе следниот тек на настаните во овој надпревар. Во клучните моменти во последниот период кавадарчани грешеа и промашуваа и буквално не знаеа да го искористат моментот што гостите го има како проблеми со личните грешки.
Противникот казнуваше и погодуваше, бидејќи кавадаречката одбрана не одигра ама баш ништо за конечни 81-91. Девојките овој викенд во Македонска Каменица го одигра финалниот турнир од Националниот кошаркарски куп Благоја Георгиевски Буштер во женска конкуренција. Во првото полуфинале Баскет Кам ја совлада екипата на МЗТ со 74-63, а во второто полуфинале Крива Паланка го растури Бадел со 81-45 и се избори за свое прво историско финале. Во финалето искуството и во играноста на Баскет Кам дојдоа до израз, па актуелниот шампион славеше со 74-68. За Баскет Кам ова беше четврта куп титула во последните 6 сезони. За MVP на финалето беше прогласена Ивана Кметовска. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има услови за повремен локален дожд. Предпладне тивко, а попладне ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата од -1 до 15 степени. Под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време. До петок ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој ќе биде поизразен долж поврдарието. Од петок ветерот ќе го смени правецот во југоисточен. За време на викендот облачноста ќе се зголемува. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.